Сега Јован Антонов ме прашуваше кој ти е председател. Браво на сите. Ова основачко собрание на Општинската организација Гром Берово е манифестација на завршетокот на една борба за напуштање на црно-белиот маđевсан круг. Овде и сега докажуваме дека е можно да се избери нешто друго, поинакво, нешто што досега не било понудено, но кое сега е реалност. Задоволството е уште поголемо поради сознанието дека секој крај со себе носи нов почеток. Токму така, ние, членовите на Гром Берово, раскрстивме со минатото, со сивилото, но сега за нас почнува нова битка да го обоиме Берово во боите на животот. Граѓанската опција за Македонија понуди нов концепт на македонската политичка сцена, како што никој досега не мислел дека е можен. Нам ни останува да потврдиме пред граѓаните дека е навистина можен концептот на граѓанството, да докажеме дека е можна подобра Македонија за нас и за нашите поколенија. Ние се појавивме нова политичка сцена со цел да се зголеми изборот на граѓаните на наредните парламентарни избори. Јас исто така во Карпош се кандидирав токму затоа да се збогати изборот на граѓаните на општина Карпош и тие има што да избираат и избраат така како што тие мислеја. Нашето мислење е дека избор само меѓу две овие опции, дека тоа е лош избор и дека дава лоши резултати, зашто очигледно дека ВМРО ДПМН му ја зема мерката на Социјалдемократскиот сојуз. Социјалдемократскиот сојуз е без идеи, не знае натаму како да се справи со владеачката гарнитура и очигледно дека ние и натаму ќе гледаме една летаргија. Што се нашите главни програмски определби и зошто оваа партија се разликува од другите политички партии? Прво сакаме да знаете дека Гром е мултиетничка партија, онаква каква што е и Република Македонија. Ние во оваа партија членуваат и албанци, и македонци, и власи, и турци, и роми, и бошњаци, и срби, и црногорци, и хрвати, и словенци, значи од сите етнички заедници. Наш подпредседател е господјата Мавија Мехмети, која што е млада албанка од Скопје, професорка по албански јазик. Ние сметаме дека мора да имаме соживот. Мора да се потрудиме да ги релаксираме политичките тензии во нашата држава. Ние сметаме дека просперитетна и економски развиена Македонија не може да биде ако не биде етнички стабилна. Ако биде Македонија етнички нестабилна, тоа значи дека ќе имаме политички проблеми, тоа значи дека ќе имаме безбедносни проблеми, а во држава со политички, безбедносни и со етнички тензии никој не сака да инвестира, тоа значи дека Република Македонија ќе стагнира. Ние сметаме дека треба се намалат буџетските расходи. Штом се намалат буџетските расходи, тоа значи дека ќе има помали даночни зафаќања, ќе има помали казни, помали притисоци врз народот и врз предпријатијата. Штом повеќе пари има кај народот и кај предпријатијата, ти имаат поприродни канали како да ги инвестираат своите пари и да ги оплодуваат и да се отвараат нови работни места. Секоја влада, не само нашата, лесно заработува, ама уште полесно троши. И ние имаме вистински пример на лесно заработени пари како ги троши една влада на нестопански инвестиции, како што се споменици, како што се огради, како што се барокни згради, фасади и така натаму и така натаму. Тоа значи дека Гром е против нестопански инвестиции. И јасно кажуваме, ако е заер, доста е споменици. Камери имаме на сите страни, 12.000 полицајци имаме, уште 10.000 луѓе вработени во безбедносните агенции, а криминалот секој ден расте. Што тоа значи? Дека криминалците и полицијата не се на различни страни, туку дека се на исти страни. Дека поставуваме камери, ама нема кој да ги чита тие камери. Дека граѓаните се чувствуваат се понебезбедни. Наводно се издвојуваат секоја година по 140 милиони евра за земјоделците. Знаете ли колку се тоа многу пари? Помножите го по 8 години, тоа се негде околу 1.200 милиони евра. Мислам дека и порано имам зборувано. Ако толку пари добиле земјоделците, јас ви гарантирам дека секој земјоделец денеска требаше да вози минимум голф, да има најмалку двособен стан во Скопје и да има најсовремен трактор. Дали тоа денеска го имаат земјоделците?
или толку пари не се дадени, или некој тие пари ги дава на луѓе кои што не се земјоделци, на несоодветни луѓе, и затоа ги немаме резултатите кои што ги очекуваме. Јас сум човек кој што на памет не зборува. Ако баба лаже, трап не лаже. 2006 година учеството на земјоделието во бруто општествениот производ беше 11,3. Денеска земјоделието учествува во создавањето на бруто општествениот производ со 9,4. Дали е дозволено после скоро една деценија и натаму во Македонија 80% од земјоделските површини да не бидат под вода? Да зависат од Господ. Вистинските средства кои што треба да ги насочуваме токму во тој дел. Значи да се зголеми бројот на земјоделските површини кои што се наводнуваат, за да можеме да имаме интензивно земјоделие. Ова што сега го правиме е земјоделие кој што зависи од Господ. Следната за нас битна работа е, треба да се потрудиме да отвараме нови пазари во делот на земјоделието. Треба да даваме подршка токму во начинот на калибрацијата, во пакувањето, во маркетингот во делот на земјоделието. А не она што гледам тамо каде што парите се издвојуваат за разноразни, семинари, обуки и така натаму. И очигледно јасно е каде се криел зајако, зошто ги немаме резултатите во делот на земјоделието. Граѓанската опција за Македонија е за подршка на малите и средните предпријатија. И сами сте сведоци, почитувани пријатели, дека веќе големи системи, големи предпријатија немаме. Некогаш имаше предпријатија кои што работуваат 10-12 илјади, 8 илјади МЗТ, 5 илјади ОХИС, 3,5 илјади ФАС 11 октомври, и да не ги бројам, и така натаму. Веќе денеска готово да нема предпријатие над 1000 вработени, на прсти се бројат. Макс Стил, Балкан Стил или Митал, Гранит, Петон и така, и нема друго предпријатие над 1000 вработени. Значи, македонското стопанство веќе се базира на малите и средните предпријатија. Гром смета дека треба да ги тргнеме рацете од нив. Треба да ја тргнеме политиката од малите и од средните предпријатија. На што личат овие драконски казни инквизициски што ги имаме денеска? Предпријатијата се казнуваат за се и се што. Казните се движат од 30.000 па до 20.000 евра. Стенка, овка, секој стопанственик, особено оние што имаат микро или мали предпријатија. И можете ли замислите колку е тешко некој да плати 3.500 евра казна, ако има некој мало дуќенче со 20 вработени и така натаму. Сакам само да ве замолам едно. Нема плачење, нема назад. Власта нормално ќе си го прави своето, наше е да ја развиваме идејата за граѓанската опција за Македонија. Од нас зависи колку наши пријатели, колку наши другари, колку наши роднини, во колку домови ќе влеземе, колку ќе расшириме идејата на Гром, колку ќе ја доближиме програмата на Гром до граѓаните, колку ќе бидеме блиски со граѓаните, толку и резултати и толку успеси ќе жнееме на наредните парламентарни избори. Само партија која што е блиска до граѓаните, само таа може да очекува резултати и успеси.